БНТ подкаст. Здравейте, аз съм Николай Кръстев. Вие гледате хаштаг Балкани, място за специализиран анализ за ставащото на Балканите, Югоизточна Европа, около Югоизточна Европа. Разглеждаме процесите в един много по-широк аспект, за да разберем какво точно се случва с нас, с балканските държави, балканските общества. Днес, заради това, че говорим в по-широк аспект, мой и наш гост с вас ще бъде професор Оливер Андонов. Той е бивш министър на вътрешните работи, заместник министър на вътрешните работи на Република Северна Македония. Човек, който много добре познава процесите в неговата страна, а и въобще в Западните Балкани. Такива събеседници като него са рядкост в българското пространство, така че ще имаме възможност да говорим за това, защо днес Република Северна Македония се намира в сръбския свят и кой я доведе до там. Иначе професор Андонов е ценен и в едно друго качество. Той е част от управляващата ВМРО ДПМН, но е част от вътрешната опозиция в нея. Човекът, който не е съгласен с политиката на Християн Мицкоски. Предстои ни един много интересен разговор. Благодаря ви, професор Андонов, че сте тук. Благодарам, господин Крстев, на поканата. И аз, бидејќи не го познавам добро бугарскиот јазик, ќе зборувам на македонски, но ние ќе се разбереме. Мене не ми е проблем да разберам бугарски, така да ќе се разбереме. Важното е да се разбираме. Гледачи, да. Дека ќе може да ме разберат. Да, важното е, че можем да се разбираме и няма никакъв проблем. Езикът е важен като средство на комуникация. Разбира се. Господин Андонов, каква партия е ВМРО ДПМН, която е на власт в Скопие? Има ли тя демократичен потенциал в крайна сметка? Вие ме прашувате за идеолошката основа на ВМРО ДПМН во низ призмата на тоа како се создаде ВМРО ДПМН или за сегашната? За сегашната. За сегашната. За сегашната. Јас едноставен одговор ќе ви дадам. Не постои демократски капацитет во ВМРО ДПМН во моментот. Тоа е резултат на повеќе годишното влијание на Белград, на Будимпешта и на Москва, директно замешување во политиките на ВМРО ДПМН, во внатрешните политики на Македонија, во идеолошкиот аспект на ВМРО ДПМН и се она што всушност ВМРО ДПМН представуваше во 90-тите години кога се создаваше независна Македонија, односно призмата на гледање на работите како Македонија како проевропска, пронато, прозападна, демократска држава. И тоа многу јасно можеме да го видиме низ многу аспекти на однесување во општеството. Ние како општество, а за тоа најголема одговорност носи владата, носи собранието, носат политичките лидерства, во последно време сме претворени во исклучително, да кажам, шовинистичко општество, но не шовинистичко во етнички само аспект, туку во секој можен аспект ние некого мразиме за нешто. Добре, зашто се стигна така, че днес ВМРО ДПМН да е најантибългарската партија в Република Северна Македонија? Вие ме враќате на еден историски податок, во кој во еден разговор помеѓу уште на времето Тодор Живков, 60-тите години од минатиот век, со Крсте Црвенковски како комунистички лидери. Тој е ръководителя на Комунистичка партија на Македонија. На Македонија, состава на бивша Југославија. Да. Му поставува едно прашање, не е спорно изградбата на една нација да се прави, но зошто се прави на антибугарска основа? Генерално нацијата како политичка творба не треба да се прави на антиоснова ничија. Но, во еден историски момент, во кој е создавана Југославија и во неја федерална социјалистичка Македонија, некој нашол за потребно
низ призмата на југословенскиот комунизам и на југословенското во наводници братство и единство како идеолошка подкрепа, да создава, да го храни македонскиот народ и ја оформува македонската нација како политичка нација. Мислам, впрочем, секоја нација е политичка, не е ништо чудно тоа. Низ призмата на омраза кон друг, односно кон Бугарија. Во конкретниот случај, бидејќи зборуваме за Бугарија и за бугарскиот народ. Тоа е многу интересен момент кој едно време јас мислев дека е завршен во Македонија како процес, бидејќи голем број македонски граѓани зема бугарски граѓанства, станаа бугарски државјани, луѓето почнаа по-нормално да комуницираат. Ако за нас беше прашање во 70-тите и 80-тите години, тоа што јас како дете го памтам во мојот живот, да дојдам во Софија, граница беше, сложено беше да се помине и така натаму за од многу аспекти, тоа веќе и денеска не е никаков проблем. Значи, од тука, кога ќе го поставите тоа прашање од каде ВМРО ДПМН стана најантибугарска партија во Македонија, едноставно за мене како член на ВМРО ДПМН, тоа е шок. Тоа е политички, национален и воопшто цивилизацијски шок. И јас често пати како, и не само јас, воопшто ние во фракцијата за натрепартиска демократизација на ВМРО ДПМН, впрочем во контекст на што прво прашање и затоа се формираше фракцијата за да се демократизира партијата поради недостиг на демократски капацитет. Често пати разговараме и размислуваме за тоа зошто. И сега ние нема да навлегуваме во психолошките аспекти на тоа. Не е необходимо. Въпросът е практичните как аспекти така се се многу стигна. интересни. Да. Практичните аспекти се исклучиво политички аспекти за туги интерес. Не, тоа не е македонски интерес. Значи Македонија и македонскиот народ немаат никаков интерес да бидат антибугарски расположени и да бидат во конфликт со Бугарија. Тоа е интерес исклучиво на Белград, интерес на Будимпешта поради политичкото влијание во Македонија, интерес на Москва во однос на регионот. Ете така, низ политичката призма на интересот на лидерствата, ако можеме воопшто да ги наречеме лидерство, бидејќи немаат никакви карактеристики на лидерство, водството, да така кажеме, на ВМРО ДПМН, вклучително премиерот денешен, претседателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, ние дојдовме во состојба да имаме основа на градење на политика врз антибугарски тези. Добре, но и Никола Груевски също, господин Андонов, беше в немалка степен с антибългарска политика. Въобще след Любчо Георгиевски, като лидер на ВМРО ДПМН, виждаме едно трайно антибългарско поведение на ВМРО ДПМН. Това как така се случи? Значи, во периодот на Груевски, од овој аспект кога гледаме, значи јас тогаш можеби не сум можел тие работи да ги добро видам, но во периодот на Груевски веројатно е почнато влијанието од Белград и префрлањето на тоа влијание од СДС во ВМРО ДПМН, бидејќи во времето на Груевски ВМРО ДПМН го промени ликот и наративот. А во времето на Мицкоски го бетонираше. Значи, и ако можеше во време на Груевски да бараме некои патишта, па да се изменат некои работи, да се движиме во некоја насока, очигледно е дека во времето на Мицкоски ние веќе од 2017 година наваму во партијата немаме веќе простор за нормално функционирање. Вие познавате много добре министрите на ВМРО ДПМН, те са ваши съпартийци, познавате ги в една много добра светлина. Кажете ми, когато вице-премиера и министър на транспорт господин Николски в съседна Македония говори срещу България, че мизерна, че нейните лидери са мизерни, че водят една антибългарска политика. Кой говори? Той ли говори или Християн Мицкоски говори или може би Александър Вучич? Овој последниот најмногу, но ако зборуваме конкретно за вице-премиерот и министерот за транспорт и врски, бидејќи знам како функционира, тој е прагматичен, ќе кажам, политичар. Тој е единствениот човек кој во ВМРО ДПМН е прагматичен по однос на политиките.
тој како внатре во партијата, така и во надворешните релации, точно знае кога треба како да се однесува. За моја жал, јас не знам тоа така да го правам. Јас не би можел на Мицкоски да му кажам, председателе, јас сум виновен, јас ја преземам вината за нешто, а да немам никаква вина, никаква допирна точка со тоа. Јас не би можел да денеска зборувам против Бугарија, а да утре дојдам и да потпишам договор за изградба на тунел. Кој тоа на граница меѓу Бугарија. Тоа за мене не е реална политика, иако тие го сваќаат тоа како реална политика. Денес ми одговара вака, после ми одговара така. Да, јас треба да ги штитам македонските интереси, секако како македонски министер, но тоа не значи дека треба да не внимавам на своето однесување. И еднаш да кажам едно, друг пат да кажам друго и да немам проблем да го надминам тоа. Затоа, ако сакаме да извлечеме заклучок, политички зборува Белград, а личносно во определени моменти се зборува Александар Николовски. И тоа е карактеристика и внатре, не е, мислам, само специфично кон Бугарија. Да, кое пречи днес македонските българи да бъдат вкарани в македонската конституција? Имате ли обяснение? За мене ништо. Ако тргнеме од копенхагенските критериуми, во рамки на добрососедството и почитување на човековите права, бидејќи нашиот устав, тоа е конституцијата, нели? Нашиот устав е таков. Ако нема никој ништо против 600 евреи да влезат, еве ги земав нив како пример, бидејќи се најмалку побројли црногорци, не знам дали има и 100, да влезат во уставот, зошто би бил проблем да влезат бугарите? И тоа е моето гледање и на фракцијата, и верувам на еден добар дел луѓе во Македонија кои сметаат дека никакво значение нема. Но, ако сакаме да бараме објаснение и образложение зошто е тоа така, ќе видите како Мицкоски ќе ви објаснува дека ние ќе доживееме бугаризација ако ги внесеме бугарите во македонските бугари, ги внесеме во устав. Ма зашто говори бугаризација на Македонија? Тоа сакам да ви го појаснам, господин Крстев, да. Зошто вели бугаризација? За мене тоа е инфантилна работа. Вие не треба да сте сигурни во вашата народносна и национална припадност, за да јас можам да извршам влијание врз вас и да ја смените. Ако јас сум се родил како македонец и во таа Југославија сум останал македонец, не сум станал југословен, србин, хрват или некој друг, сум останал македонец, ако јас живеам во Македонија, која е држава, и иако го смени името од Република Македонија во Република Северна Македонија, се уште суштествува како македонска нација и постои македонски народ. Ако јас знам дека имам јазик на кој јас сум учел, на кој говорам денеска, и со вас го употребувам тој јазик во говорот, без разлика колку е близок со бугарскиот јазик, нели, и Пајси Партен Изографски на времето во неговата книга од 1156 година вели постои бугарско и македонско наречје и двата јазика заслужуваат посебна граматика и посебен развој. И тоа се нормални историски социолошки развои на народите на Балканот. Ние можеме да си поставиме длабоко прашање во што не е сигурен тогаш Мицкоски. Дали прво не е сигурен во самиот себе, во сопствениот идентитет, бидејќи ако како премиер тврдам дека мојот народ некој ќе го бугаризира во конкретниот случај, можеби ќе го албанизира, не знам. И со албанците сме соседи, или со грците, можеби некој ќе не грцизира или ќе не србизира. Или албанизира. Да, па затоа реков албанизира, грцизира, србизира, бугаризира, нели се тоа асимилаторските политики кои ги пласира. Ако јас како премиер не сум сигурен во себе си или не сум сигурен можеби во сопствениот народ. Ако не сум сигурен во себе си, со кое право тоа го пренесувам на остатокот од македонскиот народ. Ако не сум сигурен во народот, треба да кажам поради што не сум сигурен во тоа дека македонецот ќе стане бугарин. Која е причината за тоа? Причината се стотиците илјади граѓанства бугарски на македонски граѓани, двојни државјанства. А знаете зошто е тоа така? Зашто? Дали некогаш премиерот се прашал зошто е тоа така? Тоа е така затоа што Бугарија земја членка на Европската унија. Тоа е така затоа што со бугарски пасош можеш да патуваш секаде низ Европа и не мора да престојуваш 3 месеци.
И ние ќе имаме поголеми проблеми во тој контекст, ја земете го примерот со транспортерите. Да, с шофьорите на Така е. тировете, да, Така когато блокираха само преди няколку седмици границите с Българија, што и ако ја српските, и блокира? македонските. Што ако е блокира? Да, и това е големиот въпрос. И какво Ама като я и- блокират? Тоа е одлука на Европската унија. Да. Вие ја блокиравте, се пофали. Еве го практичниот пример на политички прагматизам на Николовски во моментот, еве ние го решивме прашањето. Е, Што реши? кој въпрос решиха? Ништо не реши. Апсолутно. Ама ние знаеме, ама тоа е основата на пиарот. И тогаш, кога ќе ја земете таа основа на пиар и задачите добиени од Белград, од Будимпешта, од Москва, за дестабилизација на Балканот, на Западниот Балкан, односно создавање на една зона Словачка, Унгарија, Србија, Македонија како зона на исклучително отворено влијание на русите, го има и во Бугарија, не се сомневам, но поради членството во Европска унија веројатно е многу понамалено. Всушност ќе го видиме сега на изборите на тоа. 19 април, На 19 да. април, Ще стане, да. што ќе покаже социологијата, нели? Да. Ние сме изложени на едни такви удари. И сето тоа е во контекст на пиар. За да оправдам погрешна политика и крајната цел е стопирање на Македонија во патот кон Европската унија, виновна е Бугарија. Ако нема да биде Бугарија, утре ќе биде друг. Верувајте ми дека во таа насока се движат. Добре, најлесно ли е българите да бъдат обвинявани в Македонија за това, че не върви европейската интеграција на страната ви? Па, најлесно ли е? Во моментот така е, условно кажано, погодена работата. Поизгодно, така. Поизгодно, затоа што постои францускиот предлог, односно европскиот договор, рамката преговарачка во која едноставно е прашањето бугарите да влезат во устав. И сега кога ќе дојде Мицковски до зид со објаснувањето во Брисел, по прашање зошто не ги ставаш бугарите во устав кога тоа може да биде дел од копенхашките критериуми, тој вели, ние се чувствуваме уценети, и пак зборуваме за психологија, нели? Дали може ние тоа да го направиме одложено? Ама Българија не изнудва никого и вие много добре го знаете като интелектуалец, който се занимава с тези неща. Ние немаме изнудување од Бугарија. И тоа не е бугарски предлог. Тоа е вече Тоа е европски предложение договор. на Европейскиот Тоа е съюз. рамка. Абсолютно. Ако беше бугарски предлог, исклучително, ние ќе имавме однос само со Бугарија. Понатаму, ако Европска унија проценеше дека тоа е неразумно барање, ќе се вратевме, ако се сеќавате, пред 7 години некаде беше, обидот германците да направат рамка, во која Бугарија се обидуваше да ја стави во рамката историјата како задолжителна причина за решавање на прашањата помеѓу државите за влегување во Европската унија, па се спротиставија Чешка и Словачка во тој период, бидејќи многу здраворазумски размислуваа, посебно кога мислите вие, ако се тргне по историски пат на решавање на прашањата, да се разбереме историски, кога србите и хрватите ќе се разберат? Много тешко. Дали ако трудно. тргнеме по историски пат за разбирање, словаците, чесите и австријците и унгарците ќе се разберат? Тие живееа во Австро-Унгарија на време. Абсолютно. Имало тука се и се што. Секакви се односите помеѓу соседите, посебно во Европа. Добре, защо някакси все българите излизат като някакъв такъв проблем в Македония? Защо ВМРО, което исторически трябва да има друга политика към България, аз не казвам да бъде пробългарска партия вътре в Македония, защото тя трябва да е първо македонска партия. Па таа и е македонска партија. Да, все пак е в Република Македония съществува тази сите партия. партии во Македонија се македонски партии. Да, по своята основа, абсолютно. Да, без разлика дали Да. етнички бројат повеќе албанци или повеќе македонци или турци или не знам какви, ние се. Но някак си е партии неестествено тази партия, въпреки абревиатурата, името, да води днес най-антибългарската политика. Вие някога очаквали ли сте това така да се развие вашата партия? Јас ви одговорив предмалку Да. дека јас најпрво размислувајќи за тоа се недо во шок. И политички, и проевропски, но и цивилизацијски шок. Па ако сакате, историски шок. И
сега јас не сакам, најмалку од се сакам да се враќам на историјата, јас не сум историчар, така што тоа не ми е можеби посилната страна да објаснам и да тврдам некои работи, но видете се. Целиот наратив кој во антибугарската кампања во Македонија се создаде на пример на историска основа. Се создаде на ниво на Гоце Делчев. Од там тргнаха нешта. Па не тргнаа од таму тие, од порано тргнаа, ама се најде точка на бифуркација, кога таа точка да дојде на удар, дека сега дали е Гоце Делчев българин или е македонец. Па дури и господинот Христо Христов го вклучија во кампањата на еден или друг начин. Човекот, човекот го малтретира таму. Сега јас имам лични познанства со човекот, така што мене ми е многу јасна целата состојба и за него лично, бидејќи тој не може да одговара за етничките или не знам какви определби на прадедо му, како што и ние не можеме за нашите прадедовци, дали ги паметиме, е прашање. Така да, тоа беше само употребена точка на прекрашување. Инаку, може би сега, ако сакаме да ја малку свртиме од другата страна гледиштето покрај погрешните политики и тоа не се веќе ни антибугарски политики кои ги води Мицкоски, тоа се антимакедонски политики. Бидејќи ти да ја спречуваш Македонија да влезе во Европска унија, значи дека ти не мислиш добро на државата. Но и антиевропејски. Па сега одиме веќе во национални рамки, не одиме во тоа се и антинато тогаш. Голямата картина е както вие казате сега НАТО, но Европејскиот сојуз. Апсолутно. Зошто е антинато? При еден нестабилен среден исток, кај што Бугарија е во дострел на балистички ракети и при состојбата во Украина, каде што Русија може да биде и реален непријател на Европа, не хибриден непријател како сега, туку реален физички непријател, Македонија и Бугарија треба заедно да учествуваат во НАТО. Тоа не ви изгледа на градење намерна недоверба? Какви сме ние сојузници и како ќе се браниме заедно? Нарочно иска да создава проблеми во југоисточното криво на НАТО. Нарочно е тоа направено. Добре, вие сте един од малкото хора, които в Северна Македонија предложихте идеята Християн Мицкоски да направи референдум за вкарването на българите в Македонската конституција. Какво искате да кажете с този предлог? Јас сум единствениот кој тоа го предложи. Тоа го предложив, мислам ни на едно интервју и во колумна му го предложив јасно, бидејќи знам дека ги читаат редовно колумните, ги следат моите настапи, многу работи купуваат каде им треба нешто кај што треба да ги искористат за себе презентација како или да најдат меѓу простор некаде да поминат, но еве тоа е знаете како господин Крстев, тоа е најреалниот пристап со кој ние веќе еднаш ќе престанеме, ајде да бидам малку повулгарен, да млатиме празна слама. Знаете, на село, кога се вее, нели, после жетва и сламата празна нема ништо и тресеш, а ништо не можеш да извадиш од неа. Тоа ние го правиме сега. Ајде да престанеме со тоа и да видиме на што сме. Според она крилатицата, мислам дека на Карев беше подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Така? Ајде, наместо да влеземе во ужас без крај и да се вртиме сами околу себе уште следниве 10, 15, 20 или можеби повеќе години, сега да кажеме кај сме. И тоа е целта на еден таков референдум. Со едноставно прашање. Дали сте за внесување на 5 малцинства во уставот на Македонија, вклучително и бугарското? Да, не. Изволте, понудете на граѓаните. Да не се повикуваш на тоа, додека сум јас премиер, нема шанса да се случат уставни промени, добро, тоа го знаеме. И со референдумот имаме решение. Ако граѓаните на Македонија се доволно проевропски силни, доволно свесни, доволно знаат што сакаат, ќе изгласаат да, ќе мора да го спроведеш одлуките на референдум се задолжителни и по устав, тоа значи дека ќе мора да ги внесеш сите 5, вклучително и бугарите во уставот на Македонија, но тоа ќе значи дека ти треба да си одиш.
Добре, но ето в момента в македонското общество, господин Андонов, виждаме една силна национализация. Като че ли повече стигат до него позициите на премиера Мицкоски, отколкото на такива разумни гласове Тоа е като точно. вашия. Ама тука има два аспекти на гледање, господин Крстев. Две причини се за тоа. Првата причина е тоа што Мицкоски е на власт. Да. Тој И този референдум няма ли да засили неговите позиции? Не, тој секако, па тоа е и Да. прашањето. Да. Затоа што тој би требало, вие ако сте виделе колумната, таа е јавно објавена, таму многу јасно кажувам. Излези ти да бидеш против, ние ќе излеземе да бидеме за референдумот. Ти користи твоја кампања, ние ќе користиме наша кампања, да видиме кој ќе ги убеди граѓаните во што ќе ги убеди. Македонските граѓани треба да се убедат. Значи тука кога збориме македонските граѓани не зборуваме исклучиво за македонскиот народ. Тука имате албанци, турци, српски, които живеат власи, в сите што Република. живеат во Македонија, биле во конституцијата или не биле во уставот, тоа нема никакво значење. Тие се граѓани и гласаат на референдум. И затоа велам има две работи. Прво, Мицкоски е премиер. Тој секојдневно има изјави на телевизија. Ако сте следеле како настапува, тој настапува како и Вучич. 365 дена во годината тој е присутен некогаш и по 2 пати во тек на ден. Утрово ќе даде изјава на некој си, не знам каков настан, отварање на детска градинка или можеби асфалтирање на улица или селски водовод некаде. Вечерта може да биде на некој интервју, на некој подкаст или на некоја национална телевизија. На некој студио. И тој има достап до медиумите. Неограничен достап има до медиумите. И тоа е првата работа. Тоа е тој, ајде ќе го наречеме гебелсовски пристап. Да, като Постојано повторување на една работа, јас имам пристап до медиумот и мене ме слушаат сите. И ако не од првиот пат, од 100-тиот пат ќе им влезе в глава дека тоа е така. Втората работа е односот на медиумите. Ниту јас, ниту било кој од фракцијата нема пристап до јавните медиуми. До медиумите со национална фреквенција. Да, ние имаме пристап потполно ограничен. Пристап на ТВ24 и тоа тука со многу страф очигледно, тоа сношти бев за Иран беше разговорот на ТВ24, кај што беше доста грч кај водителката дека исклучиво да се ограничиме на Иран. Оној ми кога спомнав неспособноста на владата да предвиди настани, тоа се проценка на ризици се нарекува некои. Управление на рисковите, да, којто е многу важен. Тоа е исклучително важен. Апсолутно. Професорот Слатински тоа овде го работи во Бугарија со децении, дури има и многу добра книга Ризикот како ново име на сигурноста. Точно. И тоа е токму така, но бидејќи кај нас многу малку се чита во Македонија, очигледно, посебно научна литература од таков аспект, јас сум убеден дека тие не ни знаат што треба да прават, но поентата ми беше да укажам на тоа дека видов дека дури не сакаше да ја почне темата новинарката, бидејќи ќе навистина ќе требаше да излезе на виделина зошто ние во Македонија имаме на пример во последните 2 недели за 10 дена 30% зголемување на бензинот, односно на горивото, на дизелот. Увеличавањето на цената. Да, цената на дизелот во Бугарија, еве доваѓајќи на кај Софија, точно видов колку е цената, е иста како и во Македонија. Може би е во Македонија, се извинувам, може би е во Македонија за 0,02-3 центи, 5 центи помала. Пониска, да. Ама тоа е незначително и не е во контекст на тоа што го ветуваше Мицкоски како премиер, дека ќе имаме најевтини горива во регионот. Не и се. Значи ги расчистивме двата основни услови. Гебелсовскиот настап и слабоста на медиумите. Така што ние настапуваме на подкасти. И тука се надоврзува уште еден елемент, а тоа е слабото знаење на граѓаните, слабото познавање на работите на граѓаните. Нема доволно достап. Има разни подкасти, разни информации им доаѓаат. Луѓето сакаат лесни и едноставни информации, но во исто време, поради сиромаштијата во Македонија, ние не сме богата држава и тоа што можеби јас како универзитетски професор имам пристоен живот, тоа не важи за многу луѓе во Македонија и се на работна екзистенција, бидејќи минималната плата во Македонија е негде околу 410-420 евра. Да. Тоа предизвикува еден друг момент.
да луѓето се подготвени заради лична екзистенција да наведнат глава пред било каква власт. Сега ќе ви направам една кратка паралела со Бугарија. Покрај тоа, што многу сум убеден дека македонскиот граѓанин ништо не знае за современа Бугарија. Няма новини од Българија. Нешто нема новини, нешто нема телевизии, ретко се гледа дури и подкасти бугарски, воглавно се гледаат српски подкасти. Не знаат за животот во Бугарија. Не дошле во Бугарија на таков начин да учествуваат во животот, немаат многу пријатели тука. Немаат комуникација со бугарското општество, а соседни држави се. Тоа го користат политикантите во Македонија да создадат слика за Бугарија како од времето на соцреализмот, од времето од 60-тите и 70-тите години. И сега, јас лично имам исклучително можност да направам разлика помеѓу тогашна и сегашна Бугарија, бидејќи јас сум родом од Крива Паланка. Имам доаѓано во Кюстендил и на свиждањата кога беа пограничните средби, соборите погранични, тогаш беа и во Крива Паланка и во Кюстендил. Имам доаѓано се, имам движено низ Бугарија, па имам доаѓано и 90-тите години и така натаму. И јас секогаш гледам како Бугарија не е таа истата. Българија се променя со многу голяма скорост. Това, което не се преценява ниту в Скопје, ниту в Белград. Живее се още со този во југославското време. Југославските доктрини, да? Така точно е. така. Така е. И тоа е многу лоша перцепција за нас како македонци, не за Бугарија. Бугарија нема никаков зијар на крајот од краевите од тоа. Просечната плата не знам колку е во Бугарија или минималната плата, но мислам дека е околу 620, 700, да. Значи скоро 700 евра негде се движи минималната плата во Бугарија. Се ние сакаме да се порамниме со Бугарија. Па Бугарија има $20,000 бруто национален доход, ние имаме 8.500 или 9.000, тоа е повеќе од дупло. Да. И наместо да правиш конекции, инфраструктура, да има пруга, железница, значи автопат, да бидеш поврзан, економски да бидеш поврзан, да бараш начини за олеснување и на граничното поминување, пред да се влезе во ЕУ, да се бара начин за олеснување на граничното поминување, за заедничко признавање, да кажеме, на дипломи, за здравствено осигурување, за многу аспекти. Ние ги затвараме нашите граѓани и немаат представа каква е Бугарија. Едно време така се однесуваа кон Грција, и од Грција знаеа само до Солун дотидат. И на море кога требаше додат, толку беше. Тоа им беше Грција. И тоа беше Грција. Не знаат што има од Олимп надолу, од Лариса надолу. Да. Нема представа дека постои Грција. Дека постои некаде и Коринт долу, и Пелопонез, дека Грција и Крит. Точно. Меѓу другото. Истото ќе ни се случи и со Албанија, верувајте. Македонските граѓани имаат и за Албанија погрешен впечаток. Со разлика на тоа што во последно време почнаа да одат на одмор во Албанија, се уште па гледаат како се како е и албанскиот брег е убав и се менува Албанија, има автопати и така натаму. Јониско море да видат се. И Јонско и Јадранско море може да се види. Така што полека ние се затвараме во себе и затоа и ви реков стануваме една од најшовинистичките нации. До кога може да продолжи това затварање, господин Андонов, за което говорите? Колку още може Христијан Мицкоски да управлява по този начин? За жал, поради слабата општествена свесност за демократски процеси, постојат две можности. Едната е Мицкоски на социјална основа да патне од власт, што е поверојатна отколку на политичка, бидејќи ние тоа го чувствуваме внатре во партијата. Маргинализации, притисоци, на разни начини притисоци, јас и за гостувањето кај вас ќе имам сигурно некакви реперкусии кои можеби во прв момент нема да ги видам, но тие ќе се обидат да ме омаловажат во македонската јавност, да ме представат како, се извинувам на гледачите, како татарин во најгрдиот поим на зборот, бидејќи тоа се Facebook комуникациите. Така се храни омразата кон македонските граѓани, да имат омразата кон Бугарија, а секогаш ќе најдете и од другата страна некој
Взаимен дал процес. Господ има разни. Взаимен процес. Така е, има секакви. Да. И Това ние е като доаѓаме- тангото, трябва двама винаги да имате. Така е, Да. така е. И ние доаѓаме во едно прашање сега, ако се бориме на идеолошко-политички аспект за односот на Мицкоски, неговите политики и политики на сегашното раководство на ВМРО ДПМН, да се сменат или да дојде до промена на тие политики, тоа ќе биде исклучително тешко и е многу напорно, бидејќи ни се затворени медиумите, не можеш да придеш до нив. Второ, клиентелизмот во партијата е на многу високо ниво. Трето, на Мицкоски не му треба голема излезност веќе на избори, бидејќи тоа му оди од рака, апатијата е многу голема, што ќе значи нема излезност на избори. СДС е во кома, во клиничка смрт Много се. тешка ситуација, да. Другите политички партии нема да ги анализирам, бидејќи се сите многу послаби, така што реално гледано Мицкоски со 250.000 гласа може да победи на избори и да формира утре пак влада. Ще има ли тази година предсрочни избори? Па не верувам. Не верувам дека ќе се осуди на тоа, се уште од едноставна причина. Јас не можам со сигурност да тврдам, но да видиме како на 12 април ќе поминат изборите во Будимпешта. Тоа е О, да, тоа е многу клучово. Тоа е Как ще клучната работа влијаат- и како ќе поминат изборите во Бугарија на 19 април, исто Да. многу важно за регионот и за Европа, покрај тоа што е важно за Бугарија. Влијанието ако се смени власта во Унгарија, ќе биде различно влијанието во Македонија. Как ще повлияе тоа? Веројатно најпрво ќе повлијае со разоткривање на линиите на финансирање на медиумите во Македонија, со разните финансиски корпорации кои действуваат не само во Македонија, и во Белград, и во Бања Лука, од Унгарија. Ќе се прекине можеби еден од значените канали на руско влијание, ќе се прекине еден од значените политички во наводници канали на поддршка на Мицкоски, така што ќе имаме многу интересни состојби по тоа, посебно доколку ако победи новата Маџар, ако победи Тиса во опозиционата партија. Опозиционата партија во Унгарија, ќе имаме состојба во која веројатно тие ќе ја разоткријат состојбата по однос на Орбан, на Фидес и така натаму, така што ќе имаме и потоа други можеби реперкусии и во Македонија, односно влијанието ќе се види. Може ли Виктор Орбан и Никола Груевски Да ќе дојдат во Македонија? да дојдат во Македонија, да? Разсмяха ви со въпрос. Тоа е многу интересно прашање. Едно време Виктор Орбан успя да организира тази разузнавателна операција по извеждането на Никола Груевски. Таа операција, да не се правиме сега дека Сега не беше не е одобрена одобрена, од ама- повисоките сили, Но се случи но обаче. се случи, да. Не може през целите Западни Балкани не колина Ама јас унгарските посолства. Ама јас токму тоа ви го кажам, Да. дека му беше одобрено да ја изведе таа Мгм. операција, инаку баш дека немаше да го спречи Албанија ако требаше, немаше да го спречи Черна гора. Црна Гора, Србија, да кажеме, и Да. така. Значи, беше договорена од некој друг, повисок беше одобрена, некој од големите сили одобри таа операција да се реализира, за некоја друга работа да се заврши, веројатно, во Македонија. И сега, вашето прашање е многу интересно, јас повеќе очекувам да Орбан да дојде во Македонија. Би ли могал да дојде? А зошто да не може? Ајде вака да го гледаме тоа. Ще му даде ли Македонија политичко убежиште, както Веднаш. даде? Во оваа констелација веднаш. Зошто? Па затоа што парите ќе ги донесе во Македонија. Вие сте слушнале за Алте банка, нели? Точно. Јас сега Това е, нека да кажеме за нашата аудиторија, защото ние с вас знаеме какво е Алте Аха, банка, но да. за нашата аудиторија е добре да повелете. кажем. Това е српска банка, която е свързана с Александър Вучич и която финансира много от проектите на Белград в съседна на Македония. Алте банка е банковата институция, през която минава сръбското и унгарското политическо и финансово влияние. Малко се знае България, но е добре ето с господин Андонов точно по тази тема да поговорим сега. Алте банка отвори во Македонија центар, купувајќи ја Стопанска банка Битола.
Една голяма банка в банковия живот. Не е тоа Стопанска банка Да. Скопје, тоа е Стопанска банка Битола, Но пак помала има, банка. да, но пак има Но, не по-малку Што е влијание. интересно тука? Собственик на таа банка беше Орце Камчев, несудени од почесен конзул на Бугарија, промовиран од некои кругови тука в Софија. Човек кој во Македонија не е баш на чистите листи и е на црна листа и на Соединетите Американски држави. Човек кој има врски цврсти со Белград, уште со југославското разузнавање. Во една таква констелација на односите, уште кога дојде Алте банка и се инсистираше да се смени гувернерот и се донесе сегашниот гувернер кој даде одобрение да може Алте банка да дојде во Македонија и да ја купи Стопанска банка Битола од Камчев. Сега се поставува и прашање колку е купена, колку се заеднички интереси внатре. Првата идеја краткорочна беше да преку Алте банка се движи, например, плаќањето за набавка на нафта од Солунското пристаниште, па дури и Мицкоски го промени продуктоводот кој го имаше Окта рафинеријата во Скопје, од Солун ние продукти добивавме од Грција да не работи рафинеријата. Тој го менуваше, вложи и пари да се промени во нафтовод за да може потоа да се помага на Србија. Во исто време Орбан правеше линк да од Унгарија со речни бродови префрлува нафта за рафинеријата на Нис, односно руската рафинерија во Панчево. Во еден таков контекст, кога очигледно некој друг забележа што се случува и се блокира работата, тие сепак продолжија со Алте банка. И си ја добија Алте банка. И сега се враќам на онаа претходно што ме прашавте. Кој гарантира дека Орбан преку Алте банка нема да ги префрли парите во Македонија? И ќе дојде во Македонија. А Никола не сум баш сигурен дека сака да дојде во Македонија. Тој би останал после. Па видете сега, ова е моje размислување. Јас лично би сакал да дојде, зашто да не? Срамота е за една држава премиер да биде во бегство, во екзил. Било тоа да е политички или не знам каков екзил, тој доби човекот азил таму. Да. По некоја логика тој би требало да се врати. Но јас не сум сигурен дека сака да се врати, бидејќи прво како ќе ги реши прашањата со обвиненијата кои му стојат на глава. Има 3 пресуди кои се целосни преку 14,5 години затвор. Треба нови докази да се донесат за тие пресуди, за да се отпочне повторно судење. Да, отново процесот да бъде. Процесот да се обнови поради нови докази, нови сведоци. Да. Уште 3 други кои исто така преку 15 години може да го учинат, се во фаза на мирување, условно да кажем. Да. Колку што можев досега да видам, ако сакаше да добие помилување, требаше Силјановска досега да му даде помилување. Мислам дека е тука играта на Мицкоски. Мицкоски не сака да се врати Никола назад. Затоа што... Под влијание ли е Мицкоски на Никола Груев? Знаете како, тоа се комплексни односи. Да, те не се. Вие не можете да го дефинирате тоа како тоа е негов па под влијание. Но не, јас повеќе би рекол дека под влијание на Мијалков. През којто минава икономиското. Бидејќи точно, бидејќи Мијалков беше тој кој најмногу буткаше Мицкоски да биде председател на ВМРО-ДПМН. Не буткаше Никола. Тоа е неговиот избор, така не? Тоа беше негов избор. Мијалков во време на ВМРО-ДПМН со градоначалник на Охрид од ВМРО-ДПМН Пецаков, кој е условно кажано од групата на Александар Николовски, човек и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН во моментот, доби дозвола за градење на хотел на Охридското крајбрежје. А градењето на хотел е перење пари. Така, најлесно се перат пари низ градежни. Престроителството. Така. И тоа се показателите кои покажуваат кој со кого е врзан и како е врзан. И тоа многу тешко допира до македонските граѓани. Тешко е тоа на македонските граѓани да им го нацрташ во една сиромаштија и да му кажеш: луѓе, вие живеете со 400 евра минимална плата, а некој има милиарди, не милиони, милиарди има. Со милиардите гради кај стигне, што стигне и ги пласира од наталожени пари, тоа се нели во криминалистиката некоја пласман на црни пари, ги пласира и ги прави бели.
Мислам, секогаш Легализира некој кога веќе сака, парите. ги легализира. Секогаш кога сака некој да најде, може да го најде текот на парите. Тоа не е проблем. Патот на парите секогаш се наоѓа. Но патот на парите е најважниот пат. Но тоа е најважен, бидејќи низ него поминуваат финансирање и на криминал, и на политика, и на тероризми, и на се. Да, и паравојни групи. Па тоа е тероризам, паравојска, безбедносни ризици, имате сигурносните ризици, ги финансирате низ тоа, ако сакате да предизвикате нешто, а да не се гледа. Добре, всушност, нека да кажем, че Виктор Орбан даде един заем на Христијан Мицкоски на Македонија од 500 милиона евро. Това в каква степен влияе днес върху политиката на Христијан Мицкоски? Това силно влияние на Будапешта само по икономически причини ли се въздейства върху управлението? Господин Крстев, кој ви дава пари само ради економија? Ако немате бизнис, чист бизнис. Каков бизнис ние имавме со Унгарија? Вие бяхте толкова отдалечени. Никога Ние сме оддалечени. Унгарија никога не имала практически интереси в Македонија. Не, имала, историски гледано имала. В рамките на Австро-Унгарија. И во рамките на Австро-Унгарија. И по Австро-Унгарија, немојте да заборавите каде се обучува луѓето за атентатот на Караѓорđević. Да. Да. Значи, посебно Това, врските да. со ВМРО на унгарските служби се Да. многу силни биле од секогаш. И да не заборавиме една работа, во времето на СССР, на Варшавскиот договор, не беше Бугарија задолжена за Македонија, туку беше Унгарија задолжена за Македонија. Добре, че го казвате вие това нещо. Па подобро јас да го Да, кажам. да, именно, така казвам, Мислам, добре, че вие. и за гледачите Да. во Бугарија да им биде јасно, никогаш Бугарија не била задолжена за Македонија во однос на планирањата на Варшавскиот договор, туку за Југославија по разни делови Унгарија си беше задолжена за Македонија, а Бугарија си беше задолжена за Хрватска. Да, заради старите врски. Заради старите врски, да, така е. които съществуват. Значи, знаете како тоа, во Обяснете го односите помеѓу тогава, државите да. никогаш не престанува. Разбира На се. разни начини. Само се менуваат и играчите се менуваат. Да. Тие кои ќе се појават во играта, може да се сменат, а линиите си остануваат исти, истите мотиви, истите принципи на действување, можеби методите ќе се сменат, но целите се тие. Од тука Унгарија имала интерес секогаш кон Македонија, но ако можеби во периодот на Австро-Унгарија и во периодот на Кралството СХС, односно Кралството Југославија имала интерес кој бил од наша полза, како македонци се грижеле да ни помогнат на некој начин да се ослободиме од туторството на Караѓорđević. Денеска, за жал, Унгарија ја игра играта која ја играла во времето на студената војна. Одработува за Москва. И тоа е сериозниот проблем кој ние го имаме. Сега, да се вратиме на прашањето кое го поставивте. Да, точно е. Ама тие 500 милиони евра, што би рекол Мицкоски, не е кредит, заеме. Не е поврат по шие. Да. Дали ще го кажете кредит? Да. Заем, това е само богатство на езика. Така е, да. И нищо повече отвъд това. Да, сега била добра каматата, не знам. Да. Така, лихвата висока, да, ниска. Да, не е проблем. Нели? Секој заем е лихва. Да. Така. Тоа беше договорено уште пред избори. Тоа, например, на мене и на дел од луѓето кои ја разбираме таа работа не беше во потпуност јасно, бидејќи тој заем е даден на име на ветување за нешто друго. Вие имате состојба во која Мицкоски се обврза да внесе унгарски мобилен оператор во Македонија. И се видите парадоксот на однесувањето. Македонското МЕПСО, електропреносен систем на токот, на енергијата, на струјата, што велиме ние, има оптички кабли на сите долноводи. Може да развие интернет мрежа, може да развие телефонска мрежа каква сака. Тоа значи дека државата може да формира мобилен оператор. И сите државни институции да се бидат на тој мобилен оператор со пониски цени, со едно, со друго, со трето. Значи да води политика на економска заштита во
телекомуникациите на сопствените граѓани и да има сопствена телекомуникациона мрежа. Не. Тој нема да формира такво нешто, туку од буџетот ќе дава пари на МЕПСО да ги покрие загубите, а од друга страна ќе влезе во договор со Орбан 4G да влезе во Македонија. И колку е неспособна работата, 2 години не може да почне со работа 4G. Од 2 години од доаѓањето на власта на Мицкоски не може да успее да го донесе 4G да го реализира тој договор со Орбан. А има договор и околу влез на МОЛ, што нема никогаш да се случи. Има договори околу ОТП банка, што може би ќе се случи додека е Трајко Слаевски гувернер, па ќе притисне да е гурне, но тука е веројатно за да не буде очи ОТП банка е Алте банка. Договор за градење на клинички центар, кој е голем проблем. Во кој требаше да влезат и кинези. Со кинески пари ќе беше, ама унгарци ќе го правеа. Се пак Унгарија е китајската точка на влијание во Централна Европа. Коридор 10 да се направи, не коридор 8, коридор 10 е важен. Кога кажувам коридор 8, не мислам на Ѓорги Станков и неговиот подкаст Коридор 8, мислам на реалниот коридор 8. Инаку поздрав до Ѓорги Станков, ние имаме комуникација со него исто така. Понатаму имаше некои други планови околу енергетски активности, па кога не можеа да ги на обновливи извори на енергија реализираат, сега гледам се путка гасна централна станица за Македонија од 450 мегавати, која ќе треба унгарски капитал да ја подржи, и одеднаш унгарскиот капитал се појавува во Македонија во една интересна зграда која се вика Соравија, се сместуваат, а таа е зграда на Дрина Ахмети, значи племеникот на Али Ахмети, па беше во стечај дадена, па има еден стечаен управник таму. И сето тоа сега некој да влезе во расчепкување на сите тие работи, да види што се случува, ќе му стане јасно. Дали се ви е јасно зошто Николовски игра топло-ладно во приказката? Еднаш е против Бугарија, втор пат кога е под притисок на Европската унија и НАТО подпишува договор со бугарскиот министер за транспорт и врски за тунелот под Деве Бајр. Точно, преди неколку месеци. А во меѓувреме упорно се зборува за тоа дека треба коридор 10 да се гради. Првото посештение, ако си спомняте, на чуш министер при новото македонско правителство, когато преди 2 години спечели властта Христијан Мицкоски направи кабинета, беше на српския министер на транспорта. И српският министр, като се завърна в Белград, рапортува на Александър Вучич, че успял да накара македонското правителство да спре коридор 8. Јас тоа повеќе би го гледал како лична фалба. Ами тя е лична хвалба, обаче... Не е тоа дека го натерал Вучич. Не, Орбан но Вучич е доволен. Вучич е дел од приказката. Да. Кој е по-голем сега, Вучич или Орбан? Орбан е... Тој е газдата. Капо де тути капи. Не, тоа не е Капо де тути капи во Москва. Тој е другиот. Тој таму седи. Тој е другиот, да, тој е другиот. Но въпросът е за... Значи, Орбан е главниот играч тука. Ова што се случува со Вучич и што се случува овде кај нас е веќе се помало и помало влијание. Има интерес Србија да нема коридор 8 Македонија. А тоа е основен този интерес. Има интерес и Унгарија. Ама најголем интерес има Русија. Русија за да има проблеми меѓу Българија и Македонија. А најголем интерес да има коридор 8, не само за да има јас се зборувам од геостратегиски аспект. Од геостратегически, точно. И од воен аспект. А најголем интерес да има коридор 8 има НАТО. Има Британија, има Италија. Точно. Зошто? Затоа што на тој начин се поврзуваат НАТО земји. И со автопатна мрежа, и со железничка мрежа. И брзо транспортирање има на... Тогаш, многу брзо транспортирање. Тогаш... Черното море стане близко со Адриатическо море. Од Јонското или Јадранското море до Черно море имаш некои 1000 километри, да кажеме, кои ќе бидат преодолявани брзо. Бргу поминати со една таква брза железница, а успат би можело да се направат неколку краци, посебно во делот Македонија или западна Бугарија,
каде што би биле сместени и војни капацитети, и војно-индустријски капацитети, и логистички капацитети за потребите на НАТО. И сето тоа кога ќе го ставите на картата, тоа е за Русија проблем, бидејќи ќе засили јужното крило на НАТО. Што ќе засили јужното крило на НАТО, ќе засилат и конекциите помеѓу Албанија, Македонија и Бугарија. И сега, што мислите, доколку американците се заинтересираат за обновување на Амбо? Проекта Амбо. Проектот Амбо. Којто беше Што многу мислите, сериозен. дали тоа може би има врска и со се она што сега се случува на Средниот Исток? Не знам дали тази администрација може да се заинтересува од проект Амбо Може, в Соединените щати. може. Ги интересираат парички нив. Секи се интересува од парите во слободниот свят. Парите се средство за подобар живот. Така е, така е. Да. Не се може да пресудни, ама се Се да. многу значајни во животот. Ако ги земеме односите на американската администрација кон Србија во однос на НИС, се е јасно, така? Да. Не ве води тоа во една насока дека тие сакат енергетска контрола Бугарија, Македонија, Србија? Има Не таков води- аспект којто не е за подценяване. Тој воопшто не е за подценување, посебно и Албанија кога ќе ја вклучите тука. Тоа значи дека тие Јужна Европа ќе имаат под енергетска контрола. А од каде би доаѓало? Преку Турција, од Азербејџан. Сега, тоа значи дека ќе се заобиколи Русија во многу аспекти. Тоа значи дека утре ти можеш ни Србија, ако дојдеш да контролираш енергетика во Србија, имаш гасовод, имаш нафтовод, можеш да идеш и за Унгарија и за Романија. Тоа значи дека нема веќе потреба од дружба гасоводот. Којто е клучно Тој гасовод за кој Орбан сега толку Да. врева крева, Да. нели дури и до војна ќе ја дотера со Украина за таа работа, само и само за да обстои на избори, да преживее. Да. Значи, гледате, малку се посложени тие работи и јас мислам дека и во иднина ќе имаме една состојба во која американската администрација во одреден момент, а тоа може да се случи многу брзо, најмногу за неколку месеци, па дури не повеќе од година дена, предпоставувам, покрај тоа што ќе сака сигурносно да го реши Балканот, и тука ќе биде на удар Србија прва, бидејќи ќе мора да го реши Косово. Како Вучичот таа приказка ќе се извади, јас не знам. Кај нив е многу дигната тензијата по тоа прашање. Сега гледам Топката там е вдигната многу на високо, но дали ще падне на земјата е друг вопрос. Дали ще се случи... Зависи, господин Крстев, кој ќе ги тепа по уши. Кој ќе ги удира по уши, тоа зависи. И тој сега гледам дека сака да ја крене топката повторно по прашање Хрватска, Албанија, Косово, нешто воен сојуз било ваму, Да. па се вооружува тој. Па има еден... Казва, че се готви за нападение од страна на тие трите држави. Па не, сега тој има малку проширување, вие не сте во тек тие намерно. Имаат такви ликови таму по Србија кои излегуваат во јавност и глумат паметни и кажуваат тоа што ќе им се спакува дека треба да го пренесат, за да може други портали да го преземат тоа и да тоа се шири како тоа е класична руска пропаганда. Да. И јас затоа и не сакам многу за тоа да зборувам да не испадне дека ние шириме пропаганда, но тоа треба да се образложи. Например, има еден лик таму Џукановиќ, не е оној Џукановиќ од Црнагора, еден друг лик таму. Владимир Џукановиќ. Да. Познавам го многу добре, да ви кажам. Тој збору, да, изненадувачки. Јас не сум имал прилика да го сретнам. Като работех во Белград като кореспондент, аз го помня, когато той беше студент по право в Белград, Белградския университет. И той беше тогава, трябва да ви кажа, от Српската радикална партия, но от крилото на Александър Вучич. Добро, и сега? И сега, разбира се, още по-категоричен. В ръководството на... Да, в ръководството на партията. На депутат, да, дълго време е депутат. Един от близките сътрудници, когато, както вие казвате, трябва да се каже нещо, го каза Владимир Џукановиќ. Па тоа ви дојде исто и во Македонија сличната приказка. Има луѓе кои тоа што Мицкоски не сака да го каже против некого, излегуваат некои ликови таму и кажуваат глупости и утре нив и да ги тужи некој и да ги гони, ги смятат за будали. Да. Извинувам на терминот. Казано, да. Така што еве и тој лик Џукановиќ пренесува информација во која вели се спрема војна на Балканот која неминовно ќе се случи. Нели, има војна и мора да има војна и ние се спремаме за таа војна. И сега, ајде што се во прашање Хрватска, Албанија, Косово,
ново прашање е и Бугарија која ќе се приклучи вели на тој сојуз. Бугарија и се, видите, како се суптилно прави влијание врз Македонија. Создава се напрежение од Българија кон Северна Бугарија Македонија. која има територијални претензии кон Србија и Македонија. Знаете ли, това ми напомня, много извинявайте, че ви прекъсвам, запомнете си мисълта. Това ми напомня много през 2014 година, когато Сергей Лавров, руският министър на външните работи, каза, че България и Албания искали да делят Македония. Спомняте ли си, това беше към края на управлението на Никола Груевски, когато се създаваше напрежение в регионален план, преди да падне Никола Груевски от вас. Тогаш се тестираше како да се прави. Именно. А сега вече веќе се разиграват. Војна е многу по-разиграна. Да. Што мислите колку портали оваа информација од Ѓукановиќ, Владимир, ќе ја пренесат во Македонија? А тој тоа го има изјавено за политика. Пред 2 дена. Да. Вчера. Завчера. Политика е централното издание на Србија. На Белград, да. Да. И сега тоа ќе се расшири низ Македонија и сега некој, еве да го тоа парафразирам, да бидам малку потривијален, ќе каже, еве што кажа србите, бугарите имаат претензија кон Македонија. И сега ние треба да трошиме сила и енергија тоа да го објаснуваме дека измишлјотина само така. Да. Измислица каква што нема, не мислам, тоа нема врска со вистина. Ама сега што треба? Бугарската влада да излезе и да каже за секоја таква сподоба, така да ја наречам, секој таков дух небитен, да излезе бугарската влада или не знам чија влада и да каже нема врска, тој лаже. И потоа пак ли треба некој следен бугарски премиер пак да објаснува дека тоа не е така. И да губим време. И да губиме време, наместо да ги развиваме односите и заедно во Европска унија, тогаш Костадин Костадинов во Европска унија ќе подлегне, или било кој како него, ќе подлегне под притисок на законот дека создава проблеми внатре во Европската унија. Ама кај нас е таква состојбата, што благодарение на некои кругови во Бугарија е возможно да се секогаш од двете страни крева работат. Многу симптоматични такви моменти ние имаме во нашите односи. Мене многу ме интересира зошто, например, на Менкиновски му се стави забрана за влез во Бугарија, кога сопругата му е од Бугарија. Тоа има околу Менкиновскија се говори толку многу работи. Точно, јас се согласувам со вас за тоа. Но тој 20 години доаѓа во Бугарија. Толку години е адвокат на Ому и Линден. Да. Сопругата му е од Пиринскиот крај. Бугарски граѓанин е. Да, знам многу добре. Не знам дали тој има булгарско граѓанство. Може да има. Не знам. И тој добива забрана човекот. Во еден момент кога можеби на некого му треба тоа. Дали некогаш можеби сте помислиле тоа да го поврзете со можноста дека на Мицкоски му треба или можеби на некого тука во Бугарија пред избори му треба? Зашто да зборува? Българија темата Македонија не е тема. При нас темата за борбата с корупцијата е тема во Българија. Тоа е вистинската тема. Да. И јас поддржувам тоа да биде вистинската тема, иако да ви кажам искрено се прашувам. Македонија не стои во дневниот ред на българското општество. Амин, дај Боже да е така. Добре, защото темата е Македонија в српскиот свят. Риск ли е за Македонија српскиот свят на Балканите? Како не? 100% риск. Да. Па тоа е делот од губењето на идентитетот национален. Тоа е дел од губењето на државноста. Тоа е дел од стагнацијата на општеството, наместо да одиме кон Европска унија, ние сме заложници на српскиот свет. Ние сме заложници на Србија која не сака да оди во Европска унија, која е пак заложник на Русија. Добре, треба ли да се притесняваме од превооружавањето на Србија? Не. Знаете зашто не? А зашто не? Затоа што тоа ним им треба за внатрешна потреба. Нема храброст Србија тоа да го употреби. Прво, НАТО нема да ја нападне Србија, тоа сме на чисто, нели? Никој нема да нападне Србија, но Никој тя нема обаче пропагандно го исползва. Ама за кого? Ние да се плашиме. Баш би сакал да видам Србија да нападне било која земја членка на НАТО во околина и како ќе си помине. И како да заборавија пред 26 години што им се случи. Јавно, че някои уроци не се забравят брзо. По правило не би требало. Ако заборавиле, ако го повторат урокот сега пак, не сум сигурен
дека добро ќе поминат. Тогава зашто и се тези сврхзвукови ракети на Србија? Ами, за внатрешна потреба, ви реков. Токму за внатрешна потреба. Да може да се фалат колку се тие еве мокни, нив никој не смее да ги нападне, па со таа цела изјавата на Ѓукановиќ. Прво Вучич излезе со таа изјава, па потоа ово излегува да ја дообјасни. А претходно ја водеа кампањата цело време околу сојузот Албанија, Косово, Хрватска, како сака да ги нападне, па дури еден Веселин Шливанчанин им објаснуваше таму, тој еден воен злосторник од Вуковар им објаснуваше на србите како треба да се штити татковината. Како тој што ја штитеше во Вуковар, веројатно така треба. Да. И всичките завршиха като воени престъпници. Токму тоа е поентата. Неразбирлива е за нас постапката во регионот од страна на Србија. Гледа, ние колку сме мокни. Не си мокен. Мокен си ако си во сојуз. Дарено, в Србија имате исклучително руско военно влијание. Не е војно секакво. Политическо, да, но военното е ключово, защото това е свързано с стабилността на... Не е само војното, туку е и влијанието на разузнавачките служби. Па имате Центар за заштита и спасување во Ниш, кој функционира како центар за разузнавање на руските служби. Бях единствениот български журналист, кој там беше на откриването му през 2008 година. Јас сакав еден момент само во тој контекст кога се чувствуваат државите сигурни да ви доловам. Дека минатата или предминатата година, но ќе биде минатата година во Прага на Глобсек се сретна со Дендијас. Тој е грчкиот министер за одбрана. Да. И разговарајќи со него, се знаеме, јас намерно го прашав дали Грција е повеќе суверена сега како земја членка на ЕУ и НАТО или да е самостојна. Неговиот одговор беше сега. А зошто ова го кажувам? Ова го кажувам со тенденција кон вашите гледачи, првенствено, а знам дека ќе се гледа и во Македонија, дека терминот суверенизам, кој и во Бугарија се употребува, е термин на Дугин. Тој е термин на така наречената четврта политичка идеологија, која ја зборува како четврта политичка идеологија Дугина. Таа не е четврта политичка идеологија, туку е комбинација на тоталитарните идеологии со неоконзервативизмот, за да може да се замати погледот на граѓаните, нели, и да не бараме традиционални вредности во смисол на демократски традиционални вредности во конзервативизмот и неоконзервативизмот, тачеризам, реганизам, туку да се најде оправдание за однесувањето на Путин, па традиционалните вредности за нас во Бугарија, во Македонија, во Србија, да бидат православните традиционални вредности, а веројатно за овие во Казахстан или можеби во Азербејџан или не знам некаде на друго место ќе бидат некои други вредности. Дека тие вредности се субститут. Да, тие се субститут на некогашното действување на СССР преку идеологијата. Бидејќи се идеологијата не поминува како комунистичка идеологија, тајки играме на други варијанти. Сега. Токму тоа го потенцирам и затоа и го прашав грчкиот министер за одбрана, бидејќи кај нас, посебно во Македонија, тоа многу се злоупотребува. Да бидеме суверени преку Европската унија ќе изгубиме сувереност. Еве ни е пример Бугарија, не ни треба сега Грција, да се вратиме на Бугарија. Бугарија е далеку пред Македонија. Благодарение на тоа што е земја членка на Европската унија. Мнозина ќе кажат, ама како така Бугарија е поголема? Да, територијално е. Може би 3 пати поголема од Македонија, не знам сега точно географски податоци. Со население може би исто така 3 пати поголема од Македонија. Да, малку повеќе. И 4 пати нека, не е никаков проблем големината. Но Бугарија и од 90-та година наваму беше иста територијално и по број население, дури може и повеќе население имаше. Исто беше поголема од Македонија, па Македонија во еден период беше подобра од Бугарија во стандардот, така? Тогава економиските условија в Југославија бяха многу Не, после Југославија, зборувам за 90-тите години. Првите години. Ама тој имаше инерција, господин Андон. Имаше инерција, останало од југославско време. Точно така. Да. Точно така. Да. Сега. Имаш состојба во која Бугарија како земја членка на Европската унија е нешто слично како Македонија
во Југославија што беше. Да. Права можеби не тотално соодветна, потполно соодветна паралела, но се обидувам тоа да го повеќе кажам во однос на гледачите во Македонија, да сватат на кое ниво е Бугарија дојдена и Бугарија моќта собствена ја црпи токму од членството во НАТО и во Европската унија. Добре, ако продолжи да управлява Мицкоски Македонија, тој по демократичен начин избран, това е вън од секој съмнение, на избори. Надвор од секое сомнение, апсолютно. 430.000 хиляди гласа. избиратели за него гласуваха. Ще доведе ли тој Македонија в сивата зона на Балканите? А ние веќе сме там. Значи, јас не знам, вие веројатно очекувате во некоја иднина, но јас ви кажам дека ние веќе сме там. Ние немаме економски развој, живееме на кредити, него завршивме нели кредитот од Унгарија, како беше договорен тие 500 милиони што ги доби, тој е договорен за милиарда, треба уште 500 милиони да добиеме. И се прашање дали овој ќе му ги даде, зависно од изборите и првенствено затоа што овој од оваму ништо не реализира. Но ти не можеш да живееш на кредити, господин Крстев. Не можеш да живееш на донации од Европската унија, еве и прдот ни го укина. Еразмусот ни висеше на конец. Европските програми, да кажем. Тоа се европските донации, европските програми. Ти не можеш да живееш, од што ќе го полниш буџетот? Тебе ти треба индустрија, ти треба работа, ти треба производство, ти треба извоз. Не може да увезуваш храна, увезуваме, ние се скоро увезуваме. Така што, ние сме веќе во таа сива зона. Сега, ако мислите и на економската сива зона до кај ќе дојде, немам точна проценка за колку бргу ќе влеземе, но ќе влеземе во економска криза. Но во политичка сива зона сме веќе. И во социолошка сива зона, бидејќи граѓаните на Македонија се апатични, јото сака да си заминат. Да, това е така ужасното, когато се заминават хората, напускат балканските държави и балканските общества. Само господин Андонов, нека да кажа, че в коментарите, които има под нашето видео, ще бъде поставено и разговора ми с министъра на отбраната на Хърватия, господин Иван Анушич, да, който с него имах възможност да говоря именно за този военен съюз, срещу който непрекъснато говори Александър Вучич. Така че тези, които се интересуват за този съюз, могат да погледнат и интервюто с Иван Анушич от преди няколко месеца, когато бях в Загреб и когато го снимах за Българската национална телевизия. Благодаря ви, господин Андонов, че бяхте наш гост. А вие, уважаеми зрители, коментирайте, лайквайте, правете така, че това видео да се гледа повече, да стигне до повече аудитория и повече зрители да има, защото Оливер Андонов е човек, който казва много истини, гледа напред и се опитва да сближава България и Македония. Неговият поглед беше интересен и заради друго, заради вътрешният живот в управляващата партия ВМРО ДПМН. При всички положения, господин Андонов, този разговор беше много интересен. Ви благодарам много на поканата. Се надам повторно ќе се видим. И аз.